Ова е Flash International на ТВ Стар. Следуваат најновите вести од светот. Повеќе од 10 лица загинаа и над 120 се повредени во московското метро, откако утрово излетаа неколку вагони од шините. Несреќата се случила за време на утринскиот метеж, кога во метрото се превезувале голем број патници. Лекарски и спасувачки екипи работат на спасување на настраданите и досега се евакуирани над 200 лица. Информацијата за жртвите и повредените ја потврди шефот на Московската агенција за здравство Георги Голуков. Московската агенција за итни случаи соопшти дека несреќата најверојатно е поради дефект во снабдувањето со електричната енергија и дека вагоните излетале бидејќи возот нагло закочил. Израел го прифати предлогот на Египет за примирие со палестинците, соопшти израелскиот кабинет за безбедност. Египетското министерство за надворешни работи објави план во 3 точки, што треба да почне со 12-часовен прекин на огнот од страна на Израел и Хамас. Потоа следи отворање на граничните премини и преговори во Каиро помеѓу двете страни. Меѓутоа, военото крило на Хамас, бригадите Ал-Касам, го отфрли предлогот за прекин на огнот, се додека не започнат преговорите. Во бразилскиот град Форталеза започнува самитот на шефовите на државите од групата БРИКС. Председателката на Бразил Дилма Русеф е домаќин на форумот, а на него присуствуваат рускиот председател Владимир Путин, кинескиот председател Си Џинпинг, председателот на Јужна Африка Џејкоб Зума и премиерот на Индија Нерандра Моди. Во фокусот на средбата е создавањето банка за развој и фонд со вкупни монетарни резерви, како паралелни структури на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Шефот на британската дипломатија Вилијам Хејк поднесе оставка од функцијата. Моменталниот министер за надворешни работи најави дека сепак останува во владиниот кабинет како лидер на долниот дом во парламентот. Хејк најави целосно повлекување од британската политика по парламентарните избори во мај идната година. Црквата на Англија им овозможи на жените да станат бискупи за прв пат во својата историја, јави BBC. Генералниот синод даде конечно одобрување на црковното законодавство за воведување на промени од страна на потребното двотретинско мнозинство. Гласањето поништи векови на традиција во црквата, која е длабоко поделена околу ова прашање. Ова гласање доаѓа после повеќе од 20 години откако за прв пат на жените им е дозволено да станат свештеници. Тоа беа вестите од светот. Следуваат регионалните вести на ТВ Стар.